SpaceX го претрка Амазон. Акциите на SpaceX скокнаа за над 50% по котирањето на Настак, со што пазарната вредност достигна над $2 билиони. Со ова, компанијата на Илон Маск го престигна Амазон и стана петта највредна во светот. Мега аквизиција. Растот уследи покупувањето на компанијата Enisphere, матична фирма на и стартапот Cursor, за $60 милиарди во акции, со цел засилување на одделот XI. Пазарен парадокс. Иако ИПО-то собра над $85 милиарди, аналитичарите предупредуваат на огромен финансиски јаз. Во првиот квартал од 2026-та, Амазон ги имаше профит од над 30 милиарди, додека SpaceX загуба од над $4 милиарди. Заклучок, инвеститорите се обложуваат на идниот вселенски и потенцијал на компанијата, иако нискиот процент на акции во слободен промет, 4%, носи ризик од пазарна нестабилност. CMA му наложи на Google поголема контрола за медиумите. Британскиот регулатор за заштита на конкуренцијата CMA му наложи на Google да им дозволи на онлайн издавачите да се откажат од користење на нивните содржини во резимеата, како и за обука на моделите. Заштита на сообраќајот. По поплаките од медиумите за пат на посетите и загуба на приходи од реклами, Google ќе мора јасно да ги наведува изворите и да нуди директни линкови до оригиналните текстови во резултатите. Рок за имплементација. Извршната директорка Сара Картел нагласи дека издавачите мора да имаат моќ за преговарање. Google има рок од 9 месеци да ги спроведе промените, а регулаторот најави дополнителни мерки во наредните недели. Заклучок, новите правила имаат цел да им ја вратат контролата на медиумските куки врз сопствената содржина и да го спречат неправедното пренасочување на интернет сообраќајот од страна на технолошките гиганти.